Преговарачката рамка може да претрпи измени и да биде изваден договорот со Бугарија. Во дипломатијата се е возможно, вели поранешниот амбасадор Јован Донев, кој го коментира предлогот на Мицкоски, кој би значил некаков вид на гаранција дека нема да има нови услови од Бугарија. Но според него, прашање е колку владата е подготвена за такво нешто, со оглед на тоа што ги жртвува националните интереси за политички поени кај меѓународниот фактор. Во дипломатијата нема не може. Се е можно. Дипломатијата никогаш не си врзувала раце за изборам за кој да е дипломатија. Значи и за историјата на дипломатијата. Во еден момент тоа е невозможно, утре тоа е можно. За утре некоја друга варијанта излага. Виделите? Таму нема ограничување. Донев предлага наредниот парламентарен состав да формира анкетна комисија која ќе ја преиспита македонската надворешна политика од 2017 година до денес. Преиспитување на работата на Министерството на надворешни работи, владата и секретаријатот за европски интеграции во однос на надворешна политика на Македонија од 2017 година наваму. Алфа се обрати до владата и праша дали е возможно да се изгради единствен став по однос на преговарачката рамка и од истата да биде изваден билатералниот договор, како што предлага лидерот на опозицијата. Но од Илинденска одговор нема. Мицкоски посочи дека меѓународните представници кои бараат уставни измени ни ветуваат, но не гарантираат дека нема да има нови услови. Еве, јас им давам еден предлог, нека го избришат билатералниот договор од преговарачката рамка. И тогаш ќе бидеме сите сигурни дека нема да има дополнителни услови. Само да не дадат одговор дека тие работи се неменливи. Ако ни дадат таков одговор, тогаш ние веруваме во тоа што го зборува Вашингтон, Брисел, Берлин, Рим, Париз и така натаму. Верувавме и изминативе повеќе од 2 децении, но за жал ние сме се уште во ходникот, а многу држави кои што беа многу поназад од Македонија се или во процес на преговори или се земји членки на Европската унија. Инаку досегашната пракса на ЕУ со преговарачките рамки покажува дека има случаи во кои документот претрпел измени. Таков е случајот со Србија и Косово.